Штркот е птица преселница, која на есен бара живот во потопли краишта, а на пролет се враќа на север. Како на други места, на крајот на јуни во Струмичко Ново село гнездата на бандерите повторно имаат жители. Но такво нешто не може да се каже и за живеелиштата на луѓето во ова село, кое според пописот од 2002 година имало 2750 жители. Се повеќе куќи се или празни, или населени со оние на кои им е доцна да се селат, старите. Значи од Ново село да земеш сега да ги изброеш, 1300 души сигурно нема. Млад човек тука нема. А селата што ни се, нашата општина Ново село, селата што се, млад човек нема воопшто. Значи се стари и така натаму. Пишува и дека се помалку деца се запишуваат во школата во Ново село. Школите се празни, значи ако има 2 деца у Мокриево или у Мокрене или у Дражево, има 4 учителки. На секоја дете по 2 учителки има. Нема ништо, сите избега народ. Народ избега. Накло, едно Ново село нема живчак. Дојде сабота, да више нема живчак. Сабота нема живчак. Сите избега у странство. Бугарска паспорт зема и избега сите. Основното училиште во Ново село го носи името на струмичкиот револуционер Мануш Турновски. Според поратоците од Министерството за образование, лани таму учеле 262 ученици. Тоа е за речиси 100 ученици помалку споредено со учебната 2012-2013 година, кога биле вкупно 356 основци. Наставникот Владо Златанов е загрижен за трендот, но вели барем образовниот процес за тие што се тука не е нарушен. Навистина печатокот е точен за тоа што трендот на иселување во последните години е голем. Но не само во нашата општина, општо во целата држава е така. Иселувањето е неминовно, затоа што народот, луѓето сакаат подобар живот. Кога говориме за деца кои се запишуваат во прво оделение, дали нивната бројка се намалува? Да, од година во година се намалува. Но сепак имаме доволно ученици за да бидат паралелките во ред. Но до кога паралелките можат да бидат во ред? Бројките на Заводот за статистика покажуваат дека во учебната 2005-2006 во општината Ново село имало 1160 основци. Во 2017-2018 има 55% помалку ученици, само 539. Градоначалникот Никола Андонов признава дека бројките се поразителни. Утеха му е што барем последните години се чини дека трендот е побавен. Точна е информацијата што имате дека континуирано секоја година се помалку и помалку деца имаме, но во последните 2 години забележуваме како тај број да се намалува. Значи, отсуството на учениците или намалувањето е помалку во споредба со изминатите 5-6 години. Причини за тоа има многу што и знае целата јавност. Значи, една од главната причина е иселувањето на младите луѓе. Друга причина е, која е позната на сите пак во државата, имаме и многу млад свет кои не сака да се женат. Возрастни луѓе 30-40 години. Според бројот на новороденчиња во последните години, во Ново село и нема многу причини да се биде оптимист, дека состојбата некако магично ќе се смени на подобро. Сите се свесни дека општината се празни и сите се согласни дека само економскиот развој е спас, за освен штрковите, во Ново село да почнат да се враќаат и луѓето.